Трет ден Скопје е во колапс по 24-часовни блокади на приватните превозници. Градоначалничката Даниела Арсовска се крие и ја нема никаде да каже како ќе го запре малтретирањето на граѓаните кои не може да стасаат на работа, на лекар или во школо. Ама затоа го прати секретарот на градот Зоран Глигоров да ја прочита изјавата од лист хартија во која кажа дека градското раководство не било криво за хаосот, но тој не сакаше да му поставуваме прашање, па затоа си замина. Врз основа на прашањето кое што ќе го поставите, соодветно ќе ви биде одговорено. Ја ви благодарам многу. Новинарите зашто ви се ваши микрофони? Правдата е на страна на приватните превозници. Проблемите наместо да се решаваат, тие секој ден стануваат се поголеми, се огласи Ленин Јовановски по кратката пресконференција на секретарот во градот. Рече дека бил излажен од Арсовска за се што ветила и затоа вели ќе се повлече од протестите. Признавам, изманипулиран и тоа на еден, ако можам да кажам, начин на кој што само им поминува на психопатите. Психопатот многу успешно знае да ви се наметне, да ви излаже и да ве стави во своја функција се до моментот додека му требате. Првиот момент кога јас застанав позади приватните превозници, значи веќе следниот ден јас бев непријател на градоначалничката која што со најгруби зборови безаргументирано излезе и нападна. И додека нема никаков епилог од протестите, сиот товар паѓа врз гребот на граѓаните, кои едва стигаат до саканата дестинација. Многу е тешко. Еве ќе ви кажам дека од аеродромот до клинички центар пешки, ама не се лутам на нив, ги разбирам, тешко ми е. И не знам ја ако нешто некој не ја санкционира нашата градоначалничка власта наша, односно владата, да се тргне од ова зло и онака имаме доволно зла. Тоа е хаос. Од 10:30 сум излизана од дому, кар по 4 живеам, да не можам да стасам до листиче на работа. Решение за ситуацијава сега не гледам, тоа не е до нас. Во меѓувреме, град Скопје сега им нуди на приватните превозници индивидуално да склучат договор за превоз со градот, Оти Слобода превоз и Мак Експрес немаат право повторно да се пријават. Револтот од ден во ден се повеќе расте кај приватните превозници. Решение нема, блокадата на трите клучни крстосници во Скопје останува и натаму во сила, се до решавање на нивниот милионски проблем. Инаку Арсовска стана градоначалничка на Скопје со ветувањето за брз, ефикасен и бесплатен јавен превоз, како и набавка на 250 електронски автобуси. И наместо тоа во Скопје сега се случува сообраќаен хаос и на виделина не се гледа решение на проблемот.